Боја иза зградата на Македонската радиотелевизија. Демонстрантите кои со недели протестираат против политиките на власта со балони, со бои гаѓаа кон зградата на Македонската радиотелевизија на денешниот протест, кој во фокусот го имаше токму работењето на оваа институција, која според нив, наместо да биде граѓански сервис, е претворен во сервис кој ги задоволува само партиските интереси. Пред демонстрантите вечерва настапи и Белиза бенд. Пред МРТВ на разглас се пуштаа снимки од така наречените опозицијски бомби, во кои, како што тврдат од СДСМ, се слуша како високи функционери договараат што да емитуваат медиумите. Мајка ти! Ти кој ќе речеш, кој ти е вака нај... Сито ќе опуштаме ранду? Демонстрантите им поделија рози на полицајците, честитајќи им го денот на полицијата. За време на протестот дојде и до мал инцидент. Демонстрантите извикуваа кодош по еден човек кој го снимаше протестот, а немаше новинарска легитимација. Тој се правдаше дека се снима приватно, а демонстрантите се сомневаат дека е полицаец кој ги снима за подоцна тие снимки да бидат искористени за нивно апсење. Претходно демонстрантите во шарени боја обоја новата ограда на мостот Слобода, на која има слики и мотиви од македонското културно наследство и канделабри со ангели серафими. Граѓаните се побунија уште пред да се постави оградата на мостот меѓу Holiday Inn и Министерството за надворешни работи, од чинеше околу 1,5 милион евра народни пари. Никој од нас веќе не се плаши, народ се буди, слободен се раѓа, прокете луѓе, слободата ќе паѓа. И покрај дожливото време и денеска граѓаните се собраа првин пред канцеларијата на специјалното јавно обвинителство за да изразат поддршка на оваа институција, а потоа се упатија кон собранието, а начело на поворката носеа транспарент со порака "Смрт за режимот, слобода за Македонската радиотелевизија".